Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Граѓаните во Република Македонија се повеќе осиромашуваат откако СДСМ е на власт. Горивата достигнуваат највисоки цени, а власта не се откажува од зголемувањето на акцизата од 3,5 денари за дизел дериватите. Кога СДСМ дојде на власт, дизелот се продаваше на бензинските пумпи по 46 денари за литар, додека пак сега истиот се продава по цена од 62,5 денари за литар. Ваквото покачување доаѓа во почеток на пролетниот период, кога граѓаните имаат зголемена потрошувачка на горива, како за земјоделските работи, така за градежни активности, патување и ред други активности. Почитувани, Заев и Пендаровски не водат сметка за граѓаните. Тие се водат по максимата Мира Дизел, која зема по 20.000 евра за патни трошоци и се смејува со граѓаните дека сиромашните всушност и не возат. Почитувани, не запира ниту расипништвото на власта. Во ек на избори, на само 5 дена пред денот на гласање, власта не задолжува сите нас за нови 39 милиони евра. Почитувани, овие пари се потенцијална сума за подкуп на гласачи. Целото задолжување на СДСМ во изминатите 2 години, кои изнесува над половина милијарда евра, е нерационално и неоправдано и неосновано. Граѓаните не знаат каде се потрошени нивните пари. Половина милијарда евра за 5-10 години од сега ќе треба да ги враќаат некои идни генерации со огромни камати, а притоа од потрошените пари не им е оставено ништо, ама баш ништо во наследство на тие идни генерации кои што ќе треба да ги раздолжуваат долговите кои што во моментов ги прави СДСМ. Заев и Пендаровски мора да одговараат за ова расипништво. Власта мора да каже каде се потрошени парите на граѓаните, што е направено со нив, или пак да каже во чии џебови заврши овие пари. Ја повикуваме антикорупцијската комисија да го испита случајот со задолжување на владата во ек на изборна кампања, како и внимателно да го следи процесот на располагање со парите од истото задолжување. ВМРО ДПМН потенцира дека целиот процес го наблюдуваме и ќе го наблюдуваме со големо внимание и верувајте дека одговорност за секое незаконско делување ќе има. Додека пак граѓаните нема да го сменат мислењето дека СДСМ треба да се оди од власта и дека СДСМ и Зоран Заев и Стево Пендаровски на овие избори ќе изгубат. Благодарам на вниманието.